Често пати луѓето поставуваат прашање зошто многу луѓе, особено добри и невини луѓе, тоа невини под наводници, меѓутоа, ајде, по некој човечки стандард, зошто Господ дозволува многу луѓе да страдаат и многу луѓе неправедно да страдаат? Дали некојаш сте се сетиле дека одговорот лежи во гордоста? Токму во гордоста. Господ дозволува многу неволји, дозволува и болести, дозволува и загуба на некои блиски, сакани лица во нашиот живот. Во некој семејство дозволува и загуба на дете. Самата Елена Вајд закопала 2 синови. И ако не постои никаква друга причина зошто, токму тоа Господ сака нас да не спаси и да не спаси од гордоста. Господ сака да не понизи. Ако нема друг начин да не понизи, ќе не понизи со нешто што не ни е по волја, меѓутоа тоа е неопходно заради нашата душа. Па најчесто е болест. Елена Вајд, кога ја примила првата визија и кога е било кажано дека Господ, 17 годишно девојче, ја бира за негов глас во општеството, за негова слугенка, таа побарала, прво што побарала, се сеќавате што? Да биде ослободена од таа должност. Да не бидам јас, Господе, Твој пророк, Твоја уста. Стави ова бреме на некој друг. Но Господ инсистирал, тебе те одбрав, ти ќе бидеш. Што е второто што Елена Вајд побарала? Се сеќавате? Се плашела дека оваа нејзина служба ќе ја возгорде. И Господ, почитувајќи таа нејзина грижа, и рекол дека тој нема да дозволи да се случи такво нешто, бидејќи таа се моли, таа сака, Господе, чувај ме од тоа да не се возгордеам, заради ова голема привилегија што си ми ја дал. Иако пророчката служба не е само привилегија, туку подразбира покрај голема одговорност, подразбира и многу страдања, што ќе ги доживееш, било кој Божи слуга, ќе доживее страдања од другите луѓе, баш затоа што ја кажува вистината. Баш затоа што не е слуга на човек. Како што вели апостол Павле, јас не сум слуга не им слугувам на луѓето, ако им слугував на луѓето, немаше да бидам што? Немаше да бидам Христов слуга. И самиот апостол Павле го имал истиот проблем, многу векови пред Елена Вајд. За да не се возгордеам, за да не се превознесувам од многуте откровенија што Господ му ги дал, што? Господ дозволил ангел сатанин, вели. Ангел сатанин ми даде трн. Стакате да имате вакво искуство? Сакате, например, секој ден, известно време во денот или ноќта, макар за кратко, неколку секунди, секојаш да имате средба со еден ист демон, кој што со нешто ќе ве боцне, може многу кратко да трае, ама сакате? Сакате.
И Господ ја уверил Елена Вајд дека преку нејзината болест или кога год ќе се случи да се возгорде или да отиде натаму во тој правец, Господ ќе испрати болест. И кога читаме нејзината биографија, што читаме? Особено во нејзините млади години, кога по некое правило човек е тогаш најздрав. Во младост Елена Вајд токму тогаш болна, со скршен нос, со разни невропатски трауми, како да ги наречам. Заради тоа разни, секакви болки, често пати паѓала во несвест. И како млада дама, како невеста млада, често пати паѓала во несвест. Проблеми во семејството, подоцна болен, долги години болен маж, 2 синови од вкупно 4 закопала од болести и страдања. Видите, Господ ќе дозволи секакви, колку и да се тоа лоши, трагични нешта, ако треба, а само ако треба ги дозволува, за да не држи понизни. Болест. Затоа на Господа треба да му благодариме не само за добри и убави, пријатни работи и искуства. Господе, ти благодарам за оваа болест што ми ја даде. Ти благодарам за тие удари, ти благодарам за оној ќотек, ти благодарам, Господи, што се сопнав оној пат, паднав и се испокршив на улица. Има разни средства со кои што Господ ќе не држи во понизност, или ако треба да доживееме покаяние, да доживееме некоја понизност, да бидеме скршени и така да не привлече кон себе. Бидејќи подобро е тоа сега да се случува, отколку еден ден горди и неисцелени бидеме фрлени во огнот од кој што нема враќање. Од гробот има враќање, за разлика од неверниците кои што велат дека од таму немало враќање. Но од огнот, од последниот Божји суд, од него навистина нема враќање. Или како што рече самиот Господ, ако окото твое те соблазнува, што да направиш? Ископај го од себе. Тоа не значи оди на операција кај офталмолог, па анестезија, па не знам што. Не, земи нож, вака како турчин, ископај си го сам. Се разбира, не мисли буквално. Но, ако окото е соблазно, тогаш буквално е, ама не се очите. Не се очите. Да. Или некои други површински органи. Зошто? Бидејќи е подобро и сакат, и слеп, или без една рака, без едно око, едноок, да влезеш во Божјето царство, иако таму никој нема така да влегува, нема сакати луѓе да влегуваат таму. Но кој е по раката? Подобро без некој дел од себе, затоа што тој дел ме соблазнувал, отколку целиот вели, со двете раце, со двете нозе, со двете очи, целиот комплет од глава до петици, да бидеш фрлен во геената огнена. И тоа што ти вреди што си комплетен? Што ти вреди што си комплетен? Што ти вреди што си бил успешен? Што ти вреди што си бил славен? Што вреди тогаш сето тоа? Вреди ли нешто? Не вреди ништо. Бидејќи единственото што вреди, тоа е нашата душа, за која што самиот Господ го дал својот живот, неговата крв ја пролеал,
И тоа е тоа што Господ го сака. Нашите души. Он ги купил. Он ја пролеал својата крв, својот живот за нив. И Христовата крв не е пролеана само на земјата, туку со Христовата крв самиот тој и символично попрскал еден предмет. Знаете кој е тој предмет? Ковчегот на заветот, поточно поклопецот на милоста, бидејќи тој е оној дел од ковчегот врз кој што била прскана крвта на помирувањето, во Стариот Завет животинска крв, но Христос тоа го направил според Елена Вајд во небесното светилиште, врз небесниот ковчег. И за тоа, кога ќе дојде време, ќе го читаме и тој цитат подетално. А сега најавив да отвориме во Исус Навин 3 глава, каде што ќе прочитаме како послужил ковчегот за премин на целиот израелски народ преку реката Јордан. Ќе почнем да читам ајде од првиот стих што да правиме. Исус Навин 3 глава. Ја најде? Андре, ти на електронска Библија си? Ја најде? Благодарам. Тогаш Исус, се мисли на Навин, стана рано утредента и тргна од Ситим и дојде до Јордан, тој и сите синови Израелови, значи целиот народ сега, и ноќеваа таму пред да го преминат Јордана. По 3 дена тргна управителите низ логорот, што значи дека тука е патувал и ковчегот со нив. По 3 дена тргна управителите низ логорот и им заповедаа на луѓето велејки: кога ќе го видите ковчегот на заветот на Господа, нашиот Бог, и свештеници, левити, како го носат, тргнете и вие од вашето место и одете по нив. Значи, кој бил знакот, сигналот за движење? Кога ќе го видат ковчегот, како го носат левитите и свештениците, тогаш народот требало да стане и да оди по нив. Но како да оди? Не како што луѓето оделе по Исуса кога бил на земјата. Како оделе луѓето по Исуса? Петар шо рече? Патем речено, за време поуката ми дојде и таа мисла: зашто Петар се јавувал секојаш прв за збор? Исус ке праша нешто, Петар прв ке каже. Од гордост, не? И кога првиот папа бил горд што остана за неговите следбеници. И Петар му рече: Господе, сите луѓе те стиска, не те допираат. Исус го чувствувал притисокот од толпата. Че се мислите колку растојание имал Исус, дали можел да дише? Колку можел да дише? Но не требало така да се однесуваат со ковчегот. Зошто? Бидејќи ковчегот е опасен по живот. Но, 4 стих,
Растојанието меѓу вас и нив да биде околу 2000 лакти. Имате сега представа колку е ова растојание. Зошто? Не се доближувајте до него, така ќе го знаете патот по кој ќе одите, зашто вие не сте одале по тој пат никогаш порано. Зошто толку големо растојание, толку голема дистанца? Точно и тоа. Застанавме во 5 стих. И му рече Исус на народот: осветете се или посветете се, бидејќи утре Господ ќе изврши меѓу вас чудни дела. На што не подсетува ова? Кога Мојсей му рекол на народот: посветете се. Се сеќавате? И избањајте се, исперете се, исперете облеката своја, бидејќи на 3 дена пред Господ да го слезе врз Синајската гора и да го објави својот закон во еден страшен призор на божествена слава. И сега истото. Пред да направи Господ чудни дела, како што читаме тука во 5 стих, и кога се молиме, дури кога сакаме и се молиме, дури за некое надприродно, чудно Божјо дело и интервенција, што прво треба да се направи? Ако воопшто треба да се надеваме на некаков Божји одговор. Осветете се, посветете се. Треба прво да бидеме, да се посветиме. Може ли без да се посветиме, да бараме од Господа Негова интервенција, Негово дело, Негово чудо во нашиот живот? Прво треба да се посветиме. На свештениците пак им рече Исус: земете го ковчегот на заветот и одете пред народот. Свештениците го зедоа ковчегот на заветот и тргнаа пред народот. Тогаш Господ му каже на Исус: од денес ќе почнам да те возвишувам, вели, пред очите на сите синови Израелови, за да дознаат што? Замислите, Господ му вели на Исус Навин: од денес јас ќе почнам да те возвишувам. Што значи ова? Јас ќе почнам да те прославувам. Јас ќе те воздигнувам. Не, Исус нема самиот да го прави тоа, самиот да се возвишува, самиот да се воздигнува. Но Господ ќе го прави тоа. Значи, кој беше главниот стих во поуката? Секој што самиот се возвишува, ќе се понизи. Но тој што самиот се понизува, како ќе се возвиши? Господ ќе биде возвишен. Господ ќе те возвиши. Зошто Господ му ветил на Исус Навин дека ќе го возвиши пред очите на целиот народ? За да Исус Навин потоа биде горд и возвишен и исполнет и задоволен? Не. За да дознаат дека како што бев со Мојсей, така ќе бидам и со тебе. Значи, Господ сака да го утврди авторитетот на својот слуга, не заради него самиот, туку за да знаат дека кај тој слуга е Божиот авторитет. Господ зборува преку него. А сега заповеда им на свештениците кои го носат ковчегот на заветот и каже им: штом ќе влезете во водите на Јордан, запрете. Значи, прво треба да влезат, да стапнат внатре во реката. Како беше со Црвеното море?
Дали Црвеното море, дали чекаат да се отвори Црвеното море па да почнат да одат? Прво треба да сгазнат? Така беше? Значи, замислете сцена. Стапнуваат во морето или сега во Јордан и веќе се стапнати, влезени, може би до глуждови, може би до колена, не знам до која висина им дошла водата. И ништо не се случува. Се си е природно, реката си тече, морето си се бранува, се си е природно како пред да влезат. Ништо не се случило, ништо не се променило. Сирискиот генерал дури 6 пати се бањал во реката Јордан. И откако излегол 6-тиот пат од водата, дали нешто се сменило со неговата кожа и со неговата лепра? После 6-тиот пат ништо не се сменило. Замислите колку тука има простор за обесхрабрување, за разочарување. Еве влегов, еве зацапав и ништо не се случува. Господе, каде си? Дали воопшто ќе се случи чудо? Не сум ли будала што воопшто очекувам да се случи чудо? Сте имале такви искушенија? Сте имале такви мисли? Сте имале такви обесхрабрување? Или таков шепот за обесхрабрување? Да не заборавиме, кога е Божјето Слово јасно пред нашата совест, што треба да направиме. Да го направиме тоа, па макар и небото се срушило, значи да не интересира. Господ заповеда и ќе го правиме. Ние не се пазариме со Господа. Господа, ќе го направам тоа, ама ти да ми го направиш ова. Не, да го направиме затоа што Господ заповедал и другото да не интересира. Другото е негова одговорност, во негова власт, во негови раце, што ќе биде и како ќе биде понатаму. Нема ништо поубаво и нема ништо посигурно од тоа да се ставите самите себе си, целиот ваш живот и сите ваши проблеми во Божји раце. Има ли по-безбедно чувство да се ставите себе си во Божји раце? Тој да управува, тој да одлучува. Вие само да го спроведувате на дело тоа што тој го заповеда. Значи, влезете во водите на Јордан и запрете. Исус им го кажа тоа на синовите Израилеви. Дојдете ваму и чујте ги зборовите на Господ вашиот Бог. Уште им рече Исус, од тоа ќе дознаете дека меѓу вас е живиот Бог кој ќе ги изгони од вас ханаанците и хетејците и евејците и перизијците, гергесејците, аморејците и јевусејците. Кои се сите овие? Да, ова се тие джинови од кои што се исплашија. Татковците нивни, значи колегите на Халев и Исус Навин. Тие се, другите изведници се исплашија од овие джинови. И сега Господ сака да ги храбри, значи ова што ќе го видите сега, ова чудо, да ве утврди дека така, како што ова го гледате, така Господ ќе направи и со овие ваши непријатели со кои што подоцна ќе се соочите. Вака Господ постапува и во нашиот живот. Пред да се соочите со голема битка, со големо искушение, на кој начин ве тренира? Со помали. Со помалите проблеми. Ги победуваме малите проблеми, малите искушенија, или кој ги нарече Соломон, малите лисици. Ги победуваме малите лисици,
малите гревови, малите искушенија, малите проблеми, ги исполнуваме малите должности. Ако не, тогаш како ќе го направиме поголемото, поголемиот подвиг? Како ќе ги исполниме поголемите должности? Како ќе го победиме поголемиот проблем? Поголемиот непријател? Има еден стих, мислам во Еремија, ако не се лажам, беше: ако одејки со пешаците се изморив, тогаш како ќе биде со коњаниците? Како ќе држам чекор со коњите? Ако со пешаците се изморив, папсав, и не можам да ги достигнам. Кога Господ сака да не подготви за големо дело, тој, едно што го имаше и на Фейсбук, прво Господ ќе те скрши. Но да го кажеме ние поинаку, Господ те подготвува и те тренира со тоа што ти поставува пред тебе сегашни должности и сегашни искушенија, да ги победиш и совладаш, за да бидеш подготвен за наредните, за големите. Бидејќи никој не излегува на ринг и никој не излегува на мегдан неподготвен, не трениран, не обучен и да очекува дека ќе победи. Може така? Не може. Не може ни во преднадпреварите, а камоли до финале. Така. Единаести стих. Ете, ковчегот на заветот на Господарот на целиот свет ќе тргне пред вас преку Јордан. Повторно, ковчегот. Зошто го нагласува ковчегот? Па видите, израелците не го гледале Господ како лик. И не ни требало. Иако имало што да се гледа, го гледале облакот, го гледале столбот од оган. Значи, Божјата слава можела да се види оддалеку за целиот народ. Но ковчегот бил символот на неговото присуство. Бидејќи ковчегот бил во светињата на светињите, таму се јавувала Божјата слава. Така? Кога го немало ковчегот, како што го имало во Соломоновиот храм, но кога го немало ковчегот во вториот храм, дали таму се јавувала Божјата шехина, Божјата видлива слава? Не. Во вториот храм Божјата слава не се јавувала видливо. Немало ковчег, немало помирувалиште. Ако нема ковчег, нема поклопец. Ако нема поклопец, нема помирување. Ако нема помирување, не може ни Божјата слава да е тука. Но славата на вториот храм се состоеше во Христовото лично присуство во него. Значи, лично Синот Божи во човечко тело. И тоа беше благословот, привилегијата и предимството што тогашните израелци, повеќето за жал, не можеа да го сватат и да го прифатат со радост. За разлика од оние кои што го примија, го прифатија и се спасија. И ете, ковчегот на заветот на Господарот на целиот свет ќе тргне пред вас преку Јордан и земете си 12 луѓе од синовите Израелови, по еден човек од секое племе. Затоа 12. И штом нозете на свештениците кои го носат ковчегот, кои го носеа ковчегот, се сеќавате? Каатовците, да. Синовите на Каат. Конкретно тоа семејство, левити. И кога нозете на свештениците кои што го носат ковчегот на Господарот на целиот свет, ќе стапнат во водите на Јордан, водата Јорданска ќе се прекине и водата што тече од озгора ќе запре.
И така кога народот тргна од шаторите своји за да го мине Јордан и свештениците го понесоа ковчегот на заветот пред народот, тогаш штом оние што го носеа ковчегот влегоа во Јордан, и нозете на свештениците кои го носеа ковчегот се наквасија во водите на Јордан, а беше време кога Јордан во текот на целиот период на жетвата на пченицата се излеа од своите брегови. Значи, беше време, како ќе речеме денес, на висок водостој. Знаете, сте имали искуство да минувате низ река? Знаете, треска кога ќе ја пуштеа од браната на највисок водостој, тоа беше чудо нешто. Не можеш да стапнеш во неа, камоли да ја поминеш. Единствено можев да ја поминувам само кога беше на нискиот водостој. Инаку не може. Ке те однесе, ке те збрише. Во време кога Јордан бил на највисок водостој, тогаш Господ решил неговиот народ да го мине. Значи, тогаш кога било најтешко. Тогаш кога било најневозможно. Како и самото Црвено море. Рековме тогаш, лани, зошто Господ ги доведе баш на тоа место? Напред море, позади војска што те гони, од страна планини. Чаре? Само напред. Епа каде напред? Во морето? Да. Ако Господ вели во морето, во морето. Ако Господ вели да скокаш, да скокаш. Не ти сам да скокаш. Ако сам скокаш, ќе те соберат со лопата и со ѓубралниче, како беше она. Ако ѓавол ти рече да скокаш, како што му рече на Исус, рипни бе, скокни, неговите ангели ќе те понесат на крилја? Не. Но ако Господ рече да скокнеш, ќе скокаш. Тоа е тоа. Господ е мајстор за невозможни ситуации. Ако Господ ти вели, појди таму, онаму, направи го тоа, ти нема да се плашиш од тешкотијата, од невозможноста на ситуацијата. Господ е поголем од сето тоа. Ти само тргни напред со вера. И тоа и се случило. Четиринаести стих. И така кога народот тргна од шаторите своји да го мине Јордан и свештениците го понесоа ковчегот на заветот пред народот, тогаш штом оние што го носеа ковчегот влегоа во Јордан и нозите на свештениците што го носеа ковчегот се наквасија во водите на Јордан, а беше значи времето кога Јордан во текот на целиот период од жетвата на пченицата се излева од своите брегови, водата што течеше од озгора запре и се претвори во карпа, оддалечена на многу големо растојание. Што направил Господ? Го разбирате? Ја стврднал водата. Ја претворил во камен. Значи, од таа вода што била најблиску, ја стврднал, ја направил камен, за да тој камен биде брана за водата што доаѓа позади. Замислете. Значи, претвори во карпа оддалечена на многу големо растојание и сега дури кажа податоци кај градот Адам, кој се наоѓа во пределот Царетан, а водата што течеше надолу истечуваше кон Арабиското, односно Соленото море, се додека не истече до крај. И со тоа целото корито се испразни. Целата река пресуши во времето кога природно имаше најголем водостој во годината.
А народот премина спрема Ерихон. А свештениците што го носеа ковчегот на заветот Господов застанаа на суво среде Јордан. И сите синови Израелови преминуваа на суво, додека целиот народ не го премина Јордан. Многу интересно. Зошто сето ова Господ го направил? Да се вратам на 10 стих. Уште им рече Исус: од тоа ќе дознаете дека меѓу вас е живиот Бог кој ќе ги изгони од вас оние народи и оние непријатели со кои што подоцна ќе се соочите. Што е полесно, да преминеш реката или да победиш цели нации и цели војски нивни? Што е полесно? Да, кога сме доволно слаби, може да речеме, па за нас е исто подеднакво невозможно и едното и другото. Така. Но, има разлика од невозможно до невозможно? Има. За нас може и помалиот проблем да е преголем, но и од таков проблем има поголем. Која е поуката? Да се соочиме со секој проблем, со секоја ситуација, со секој искушение, со секој предизвик. Што значи да се соочиме со вера? Бидејќи без вера не може. Што значи со вера? Дали е вера кога чекаш да ти се отвори патот? Еве, Господе, чекам. Чекам да се отвори вратата, чекам да се отвори патот. Може и да се утепаш, може и секој ден да го молиш Господа. Господе, направи ова, Господе, ова, она, и само чекаш. И ништо не се случува. Зошто е тоа така? Еве едно прашање за размислување, па тоа ќе биде вовед во продолжението следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Дали вака од ѓутуре ќе се сетите, без да гледате, ако веќе не можете, погледнете, што кажа Исус, што треба да направите со планината, која што треба да се помрдне отпред вас? Точно. Значи, ти може секој ден да се молиш: Господе, трни ја планината, трни ја планината, трни ја планината. И чекаш, Господа ти ја тргне планината. Но, верата значи и ќе и речеш на ова, ти ќе и речеш. Ти ќе и речеш со твојата вера и ќе и речеш на ова планина. Што? Искорни се и фрли се в море. И таа ќе те послуша. Бидејќи го кажуваш со вера, ама ти ќе и речеш. Го кажуваш со вера и со вера во Господовото име. Нека му е фала и слава. Ќе продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие.